Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска сме заедно со вас и денеска ќе ви направиме едно убаво кулинарско шоу, изненадувачки за вас. Денеска ќе слушнете и поинаква музика. Еве да ви кажам, останете заедно со нас до крајот на емисијата за да го видите овој убав специјалитет и се разбира мојот гостин за денеска. Да си ги поздравиме пријателите, а наши пријатели се Стокомак. Ајде да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашата витрина. Значи, дел од производите кои што може да ви бидат само како потсетник за она што можеби вие дома го немате, а овде ќе ве потсетиме дека можете да си го купите од Стокомак. И нашите зачини и се она што е на нашата масичка исто така од Стокомак и сите производи за нашите специјалитети кои што ги подготвуваме во текот на нашите емисии е токму од Стокомак. Да си ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба Македонка. Обоени налепници во црвено, така се рафтовите и во Стокомак. Одејќи на тие места ќе си најдете производи со македонско потекло. Затоа да си ги поздравиме пријателите, односно нашите производители кои што ни произведуваат домашна храна. Поздрав до производителите. Да ги поздравиме пријателите од МОС. Хом центарот или мини мал центар кој што можете да најдете на вистина убави производи, односно апарати за домаќинството и се што вам ви е потребно, почнувајќи од лажица, завршувајќи до преубави лустери за вашиот дом, стази, теписи, теписони и се разбира убави алатки за вашата градина. Посетете ги МОС, се наоѓаат во Скопје на Пластичарската улица до самиот МОС. Да си ги поздравиме и нив, а вие, драги мои, не плашете се доколку мислите за вашиот автомобил, бидејќи имаат собствен паркинг. Поздрав до продавницата МОС и да ги поздравиме нашите пријатели од ПК Беско. Ајде да погледнеме дел од производите, сувомеснати производи во сите видови од нашите пријатели на ПК Беско. И навистина си ги поздравуваме затоа што имаат вкусни сувомеснати производи. Поздрав и до нив. Еве денеска богато изгледаме на нашата масичка. Тука веќе се крчкаат шпагетите затоа што ќе подготвуваме шпагети со ракчиња. Ама морам да ви кажам со оперско пеење, затоа што тука ќе имаме професионален пејач од кој што си се занимава со оперско пеење и навистина за мене многу драго си го представувам мојот Давид Миладинов. Добре ми дојде, Давид. Насмеан од старт и навистина радост за мене. Мал подарок е ова. Ова е благо за сите колегите овде, нели, да се заблажат. Овде некаде ќе ги поставам. Повели Давид од оваа страна. Благодарам што сум дел од вашата емисија. Од оваа страна и ќе си муабетиме и ќе готвиме. Кога лицето е насмеано, јадењето ќе биде убаво. Па така е, тоа е вистина. Така, нели? Така, тоа е вистина. Одлучи да направиш шпагети со ракчиња, моите колеги многу ги обожуваат. Така, па баш ми е драго. Твој рецепт кој што ќе биде навистина интересен. Заради нашето време, бидејќи секој пат внимаваме на времето, шпагетите ги поставивме да се варат. Така. Ете така, ќе ги проверуваш како што ги проверуваат на капак, на плафон, дали се лепат или не. Па јас некако под око некако ги повеќе. Ете така. Да. Што сега ни е потребно за нашето тавче да така поставиме, па потоа ќе муабетиме за музиката и твојата работа. Нормално, прво започнуваме, барем јас така имам некој редослед, кај мене кога јас ќе правам дома. Прво започнуваме со маслиново масло, ставаме во тавче. Додаваме, јас сум ти асистент денеска. Ајде, додаваме маслиново масло. Имаш асистент кој ќе го подсетуваш. Така. Малце да загрее, па може да се стави лукче, нормално да се пропражи и после редоследно ќе... Добро. Да. Еве го и лукчето, мене ќе ми го подадеш, а ти ќе си ги сецкаш пиперките, бидејќи за тебе се. Јас ќе си земам една лажица дрвена за ова. Ете така.
Значи полека. Така. Како што ги гледам јас од око, ови брзо ќе бидат, да ти кажам. Се надевам дека и убави ќе бидат. Од око. Ете така. Добро, еве го и лукчето ќе го додадам, бидејќи ни е затоплено веќе маслото. Така. Ја знаеш, некој пат знам да си ги уклучам двете рингли. Така. од навика, бидејќи нели дома ни се потребни повеќе пати да готвиме и така. Па интересно е, готвењето е интересна работа, не знам, тоа е задоволство, пак ќе кажам. Треба љубов, како што рековте на почетокот. Ако нема љубов, мислам дека и јадењето нема да излезе. Нема да не испадне како што сакам. Па реално, да. Ете така. Лукчето полека така, се. некако јас ги гледам работите дека мислам кога човек е нервозен да кажеме, не денот, мислам дека што и да направи, Ќе му загори. Ќе загори, така, да. Ете така. Јас големив температурата, можеме сега се што сакаш поред, еве бидејќи лукчето сосема малку треба. Така. Добро. И пиперката. Добро. Види како професионално. И сега како оди опера и готвење? Па јас да ви кажам право и дома. Кога си гладен мора да имаш речи и едното и другото. Па да ви кажам право, дома кога ќе готвам, јас често сипеам. Исто како, знаете, таа изрека, потушкувал човек, нели, се тушира и сипее, нормално. Ајде да слушнам сега тука како ќе оди тоа. Како ќе оди заедно со ова? Да, ајде да слушнам. Guido il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai, che ogni sangue d'intavene sai. Ете, тоа е... И до петиот кат те слушна и тоа без микрофон и може да дојдат на концерт. Така. Што треба да додадеме сега овде со лукчето? Пиперчињата ќе ги додадиме. Пиперките. Вака, може? Леле, шубаво отпеа. Знаеш, сакам да кажам, многу ми е интересно, кога пеачите пеат повеќе јазици, се чудам како можете да научите толку одеднаш многу јазици. Да, па тоа е со развивањето на слухот, знаете, како и пеењето и музиката и тоновите како што ги учиме, знаете, скалата до ре ми фа сол ла си, до така оди со начинот на учење на текстовите. Не е лесно, да бидам искрен, еве, најчесто оперите се на италијански. Имате руски, нормално германски, но италијанскиот е и француски секако. Точно. Италијанскиот е некако најмило звучен. Така да кажеме, јазик кој што е полесен за учење од секој... За оперите. Па така, да. Так. Убав јазик е, мислам, не дека и останатите далеку од тоа, но некако полесен јазик е. Убав за изговарање. Овие се готови, Давид. Така? Погледни. Супер. Јас мислам да. Чекајте сега да ретуриме. Одлично. Така? Да. Одлично. Супер. Ајде ти додека овде си промешуваш ова, јас ќе ги цедам. Супер, ајде, може. Колегите, нека видат како Давид овде меша пиперки. Супер. Ете така. Чекај да вака. Сега после ова да јадам дека добро оди. После тоа го додаваме кромидот, извинете. Се е тука под контрола. Да. Се е под контрола, значи се додава кромидот. Да. И ајде сега да ми кажеш кој ти ја вроди љубовта кон операта. Љубовта? Ја вака сега ќе ви кажам како започнав со операта. На ти викај си, јас сум ти тетка Драгче. Најлесно ми е на ти. Добро, важи. Да не се мачиш. Така, јас започнав со операта, односно со оперското пеење во средно, крајот на
4-та година средно, инаку завршив ДМО Сергеј Михаилов средно образование, факултет во Скопје, музичка академија, Свети Кирил и Методи на факултетот и претходно свирев гитара. Ти оди гитарчето. Да, свирев гитара класична, не сакав да слушнам за пеењето, бидејќи едноставно... Јас мислев серенади пееше. Така, не знаев дека јас имам глас уствари. Така и беше, навистина сум пеел, но не сум знаел дека ја поседувам некој глас добар, да кажем. И така се случи една прилика, да кажеме, една професорка која што ме слушна, ми вика: Давид, па вика, ти каков глас бре имаш, човече, за пеење. Сам стварно... И знаете, уште не верував дека јас имам нешто квалитет. Сепак, пошто љубовта ми е во гитарата, во класичната гитара, бев... Кај мене ме најдовте за па, реално, опера? каде викам ја и сега ова, викам. Да, и така почнав по полека. Се почнав да работам на техниката, на начинот на пеење и се подобри многу, нормално, со тежок е почетокот, да бидам искрен. Нормално, секој почеток е тежок, особено оперското пеење не е лесно, треба многу трпение, работа, техниката е нешто најбитно. Знаете, да се склопат сите коцки, среќа и така, започнав. Кажи ми, дали ти е полесно кога имате опера во дует? Да го намалам само ова. Сакаш да го намалам? Да, ако може. Добро. Малите го многу е силно. Добро. Мислев ти е потребно појак. Така. Добро. Еве на 4, на средна. Супер. Топлин. Да. Сакав да кажам, дали е полесно кога имате настан каде што двајца пеат опера, еден со друг дует? Да. Некако, знаете како, еден човек, тоа е психолошки момент кој што имаш човек до тебе кога ќе пее, некој ти си посигурен, нормално е. Сам кога си знаете тежината е своја, како солист, пеач, оперски пеач, на пример, вие треба да внимавате на многу работи, на техниката, на начинот на пеење, на изгледот ваш, на дали ви е здрав гласот, дали ќе издржите. А во операта многу е битно и костимите. Многу. Глумата, многу работи се битни. Текстот да не го заборавите, сепак тоа е 2,5 часа, 3 часа една опера, кај што вие треба да бидете сконцентрирани максимално. Ритмот да внимавате нормално, бидејќи имате оркестар. Сепак сето тоа е во живо, да. Сето во живо комплексна работа. И затоа мене вака ми е полесно сега да бидам асистент. Ти си ја тераш работата, а јас сум асистентот денеска. Колку време ни треба на ова да омекне само? Па уште да омекне, да. А заедно ги правиме ракчињата или ова во посебен сат? Да, сега ги ставиме и ракчињата, само уште малце да се пропражи, па да ставиме некои зачини сега. Добро, што зачин ти треба? Оригано. Еве ни го ориганото. Повели. Еве ти лажичка. Ова е од чилито. Одлично, малце да залутним. Ете така. Ми рече чили пиперка или оригано во прав, но полесно ни беше да најдеме во ова време чили во прав. Така. Отколку пиперка чили. Супер. За кратко ќе ги имаме во бавча, ама сега... Да. Уште не е времето, така. Така. Значи сакаш да биде и лутко ова. Малци и лутко да биде, да. И оригано. Добро. Ти е потребно ли повеќе оригано или да го повлечам да не ти пречи? Може да го повлечете, да. Добро. Добро. Супер. Така. Гледате, по навика цело време ви користам вие. А јас убаво ти кажувам, викај си ме тетка Драгче. Така. Бидејќи мислев дека полесно ќе ти биде. Да. Ете така. Добро, овде ни е. Така, ова веќе сега може да ставиме. Што сакаш да додадеме? Сега може да додадеме малце зачин. Сакаш сув зачин? Да. Добро, имаш овде сув зачин. Така. Повели, еве ти го сувиот зачин. Супер. Се ни е на дофат, бидејќи нашите пријатели од Стокомак имаат на вистина супер зачини. Не морате да барате на друго место. Да. Јас ги користам исто така. Нормално. И убави се. Така. Добро. Супер. Да не е многу намалено? Па може малце да одиме појако на 5-6. Добро, ајде на 6 нека оди, за да сега овие ракчињата ќе пуштат малку вода. Да. И да биде сето тоа добро. Вака сега.
Убаво ти доаѓа, ама затоа што почна со опера, знам јас. Затоа видна тргна работата. Работата тргне, така. Сега може да дадам. Доматниот сос. Доматниот сос, така. Рече сакат да биде погуст. Зошто? Па некако, знаете, некако повеќе ми се, баре мене лично ми се допаѓа кога е погуст сосот. Така ми прилега мене. Сега знаете, секој различно го практикува, веројатно. Како си е твој рецепт? По некој мој вкус да кажеме. Ако, гледам да биде, да. Ако, еде. Чекајте уште да ставам. Да не претерам само за да пополека да го. Добро. Не е толку јако за да бидеш во опасност. Добро е. Да. Не те ни запрашав сакаш ли престилка или не, но ете убаво ти... Едно време кога почнав на почетокот, малку ме фати паника, искрен да бидам, бидејќи гледам дека ми е зголемено овака. Температурата. Да. Па мојот пријател е научен на мене. Јас реков многу пати, знам да си ги зголемам и двете, побрзо да ми биде. Може? Повели. Еве ти лимончето, може и ова ти е потребно. Еве ти го и ножето. Повели. Ова ќе го повлечем за да не ни пречи. Ете така. А сега го цедиш лимонот така врз. Да, седиме вака. И тоа чудо да го видам, лимон врз пиперки. Јас до сега немам дома ставено лимон врз пиперки. Ама еве се учи, нели? Браво, Давид. Одлично. Интересно да видиме. Добро, сега може. Значи ова и го омекна, гледаш како му даде како... Да. Па така некако му да. Колеги, од денеска натаму ви правам пинџур со лимон, да знаете. Ќе ви додавам. Да биде... Сега може да ги додадеме ракчињата. Ракчињата, повели. Еве, јас ова ќе го повлечем за да не ти пречи. Така. Одлично. Се што ти треба ќе ти додавам. Браво. Сега тие треба малку да се пуштат вода. Сега ќе ја зголемиме. Сега може да го зголемиме. Сега не се плаши. Сега не се плаши, ќе ја зголемиме. Затоа што гледам и винце ќе им додаваш да се напијат малку. Да се напијат. Така. Одлично, браво. Кажи ми, еве бидејќи операта гласот ти е мокен. Можеш да пееш колку сакаш. Си пробал ли да запееш друго освен опера? Да. Народно, забавно? Па и често го правам и тоа. Секако настапувам и со бендови, така. Пеам и народно, и забавно, и секаков да кажеме стил. Имате семејна песна така некоја што на ручек си ја пеете? Па да. Најчесто, да ви кажам право, порано јас кога бев мал... Како сум ја чепкало еден рефрен. Така. Ајде еден рефрен да слушнеме од таа семејна песна. Вака прво ќе ви кажам дека како започна со таа семејна песна, јас потекнувам музичка фамилија. Така, затоа и прашувам. Да, мојот дедо е музичар, починат веќе, нормално. Беше еден професионален трубач, предаваше на факултетот во Скопје. Кажи го слободно, си ми така, Симеон Савев. Да, човек кој што остави белег, исто мојата мајка исто музичар, кој што беше директор 11 години на музичкото средно во Штип, Сергеј Михајлов, така, исто така музичар и крушата под круша. Да ви кажам, секоја недела, така, се собиравме кај мојата нана, баба. Така. Се собиравме секоја недела, кај што најчесто ја пеевме неделја. Сакате таа песна, па и тој потекнува од нашиот крај, затоа од Штип. Така. Да. Од токму Штипјанчето. Така. И сакаш да таа ви е како химна на семејството. Можам и да ви ја запевам. Ајде да слушнеме како ќе звучи. Неделја и сви сте ту, све подсјеча на среќу. Неделја, а више вас ја загрлити нечу. Неделја, и сви се ту, а мене с вама не
Далеко негде сам, на пут без повратка, ваш син се сада спрема. Браво! Ете еден така... Колеги, ама не е недела, работен ден е. Така е, да не заборавиме. Ви излажавме, работен ден. Да. Гледам Баш дека така. треба да додадеме вино. Може да се додаде сега вино. Гледам според бојата на... Супер, фала ви. Како веќе си ги знам јас асистентските задачи. Доволно е. Не ти треба целосно. Така, да. Доволно е. Ајде ги опијанивме ракчињата. Опијанивме малце. Ете така. Така е. Одлично. Браво, браво. Супер. Сега внимавам јас со сол малце како ставам, да знаете, ќе видиме се на крајот. Можеме, солта е пред тебе, овде Така. имаш со златно лажиче, како Внимавам. викаме. Можеме. Да не пресолиме, пак е... Ама имаме шпагети. Така. Нема да биде страшно. Да. Ги помешуваш ли во истото тавче Да, и шпагетите? да, така. Гледам според сосот, затоа те прашувам. Нормално. Затоа што можеме, ајде уште малку вино да додадеме и ќе ги додадеме и шпагетите. Да. И бараме опера. Опера, колегите се заљубија. Драгче, не лажи со недела, не е недела, работен ден. Да. Одиме со оперско пење бараме. Ајде, чекаме од тебе, Давид. Ајде ќе направиме се уште нешто. Некој... Со пијаните ракчиња оди опера. Да. Извадок од една опера Дон Ајде. Карлос. Per me giunto in di supremo, no mai più ci rivedrem, ci congiunga Dio nel ciel, e che premia i suoi fedel. Браво. Можев и јас. На вистина. Така. Само не сум распеан. Гледај како може. Може ми навака. Да. Колку ми оди операта, мислам. Ми личи. Да. Ајде, Не сум распеан, само ми треба уште добро. време. Сепак, ама многу убаво звучи, да ти кажам право. Ајде, јас Чекај да видиме. додадам Добро е, шпагетите. Ете така. Супер. Ще малце, нека се прокрачкали, така Веќе е. се гледа, ама колку убаво мириса. Да. Многу убаво мириса и тоа ме радува. Видиме, значи ке... Барав Тоа е со што што? би ги поставувале во штипавче ми треба. Штипавче ми Така. треба за да ги Може уште малце, ке ставиме лимон, уште малце. уште лимонче, ете Уште се снајде, можеш и другата половина. Така. Ете така. Супер. Па мислам Добро. дека веќе Одлично. може да ги... Да се ставаат и Па да. шпагетите. Добро. Мислам дека да. Ете, одлично ти дадош штипавче полесно да ти Така. биде. Чекайте, опа, да не... Добро. Браво бе, Давид. Па и не мораш сите, можеш половината од нив. Така, да, Така да биде... Ако сакаат колегите, може да си додадат потоа, нели погаснење на камерите, сите тука заеднички. Нормално. Ете така. Доста велат, подобро ракчиња ќе си ручаме. Слушаш? Ека доста е, Давид, од Ми се шпагетите. сплетка сега. Врати ги, можеш Ај, да ги вака. вратиш. Така. Така. Добро е. Супер. Повеќе ракчиња им се јадеше на колегите. Да. Ете, одлично, браво. Браво. Вака е. Браво. Гледаш како е тука и забавно и кога се пие, Па да ви кога кажам, се готви. А ти имаше позитивна. голема желба да бидеш гостин и затоа Така. ти ја исполнив желбата. Ете и мене за моја радост. Да, баш ми е драго. Да, ќе бидеш Секако. одлични. Да. Колеги, овие по ваш вкус. Ракчиња по ваш вкус. Да. Давид, ќе те бараат пак да ни бидеш гостин. Изгледа За така да ќе го биде. направиш овој рецепт, така е. Не знам да ви кажам право, еве дома можам да кажам многу интересни рецепти права, на пример, кој излезе она Дубај чоколада. Така, Дубај Знаете, сега чоколадата, сите модерно хит, сега стана Дубај хит чоколадо. и уште не знам уште првата недела кога го видов, почнав да дај рецепта да видам, дај да направам нешто, да почнам да сработам.
И го направив, успеав. Моите колеги камермани викаат без ручек после чоколадото доаѓа. Кој ќе гасиме камерите, прави чоколадо. Значи, Дубај правим. Правиме чоколадо Дубај. Ете така. Може. Уште малку ќе се исцеди Да. и така. Кажи ми каде ќе имаш настапи? Вака, значи, јас не сум во моментот во опера. Добро. Бев хонорарно пред неколку Така. години. Сега работам на техниката, да кажем, односно веќе сум спремен како оперски пејач да излезам како солист, да кажеме, во операта, да. И јас То ми мислев е- сакам да излезам од државата, па ќе треба немој случајно да те слушнам. Имав неколку настапи, неколку многу Така. настапи, кај што и во Бугарија на надпревар земав Така. прва награда. Имам земено Гран При, имам настапувано во Латвија, во Италија, во Германија и надвор од Македонија, нормално овде во Македонија имам земено неколку награди. На Охрид фест прва награда, песната е Така. Ристо Самарџиев. Така да тоа е забавна песна, но со Поп песна, така. Да, со Еве ти го танирчето за сервирање. во Италија исто така имам пеено концерт. И сега се надевам веќе. На италијански. Во Италија на Па италијански. се надевам дека во опера ќе бидам како солист, еве веќе сум да кажеме спремен. Одлично. Да. веќе мислам Кога дека е. вежбаш дома имаш просторија каде сам вежбаш или да, сакаш да ви на кажам. тараса сите да слушнат? Среќа што живеам во куќа, да ви кажам право, овде кога доаѓам во Скопје, Готови си. да живеам, да, супер. Кога доаѓам во Скопје да живеам, да ви кажам право, бидејќи кај мојата, ја запросив мојата девојка веќе. Ај честито, ај со среќа се Така е. радувам. Да, да ви се враќам. Ваша глава како За се вели. убаво на внуци. Да, така. Јас ќе чекам, Така е. како викаше таа, синко да си дочекам да те оженам, па потоа, Така е. ама уште и внуче. Ама и внучето да се ожени. Така е. Да. Браво, Да. одлично. Така да сега тоа е нешто ново и овде кога Можеш сум во тавата Скопје. волава бото, овде ќе ја поставиме, дојде си Давид до мене. Супер. Ова ќе го повлечеме, бидејќи сакаше да додадеш и Така. пармезан. И тоа ми беше зборот овде кога сум во Скопје, да ви кажам право, бидејќи во стан живее и нормално внимавам малце како ќе настапам, како ќе пеам. Така, одлично. А инаку- Женет малку потешко се пее. Кој ќе се ожениш малку потешко се пее. Потешко да работите. Така. Ајде да го побараме рецептот на денот. Ајде да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Така. Шримп паста, едно пакување шпагети, една зелена пиперка, една црвена пиперка, едно чили или 2 лажичиња чили во прав, 250 грама томато сос, едно пакет черакчиња, 200 мл бело вино, 1 лимон, 100 грама пармезан, малку маслиново масло, зачини по желба, една главица кромит и 2 до 3 чешниња лук. Сето тоа нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Додаваш плюс оригано, плюс уште, така. малку да го доукрасиш. Не ми дотекна Декоративно. да си додадам, јас си додавам китка од озгора. Така. малку супер. магданос, но Супер. еве и вака убаво изгледа. Да. Навистина убаво изгледа. Супер. И така, Ете, ова е- значи, шпагетите се готови со ракчиња, спремен си за Така. Дубај чоколадо. Те бидо невестата сигурно ќе седи дома, да знаеш. Па така, да. Знам да испечувам некој месо, да направам нешто Гости интересно. кога ќе дојдат, нели, за да биде се во ред. Нормално, нормално. Многу ми беше мило што одвои ете од твоето време да ни дојдеш Секако. на гости, да ни подготвиш еден твој специјалитет. Има ли нешто што јас не те прашав, а сакаше да кажеш? Па, тоа е главно, се представив јас кој сум и што сум, Така. тие што ме познаваат, нормално тие што не ме познаваат за Ќе ми јавноста. бараат бројчиња, да Во иднина, знаеш. ете, имам некои песни, може да најавам дека Так. ќе извадам неколку песни, тоа во најкраток можен рок и така некои интересни работи. Ја сакам Македонија, често работам на песни македонски кои што опишуваат нашата држава. Сепак нели треба да знаеме од каде потекнуваме.
Нормално. Каде и да одим и да ја представувам Македонија, нормално. Како што си строен и личен, се знае дека си од Македонија, Давид, да ти Така, кажа. фала ви. Ова ти е ваучер од нашите пријатели од МОС. Така. Продавницата МОС се наоѓа на Пластичарската Супер, улица. фала ви. Повели. Фала ви. Ова ти е од нашите пријатели од ПКБСко. Супер. Да си купиш Да сте нешто живи, за да те здрави. подсетува на нашата емисија. Супер, И на Канал 5 телевизија. Секако. И од се срце ти благодарам. Следниот пат правиме благо. Секако. Ќе ми биде баш драго. И поздрави невестата многу. Супер. Ето Фала така. ви. Фала ви. Тука сме пред самиот крај, драги наши. Се надевам дека ви бевме и интересни и се надевам дека се беше во ред. Јас и Давид направивме еден убав рецепт. Ве поздравувам, ве оставам во добро здравје, во добро расположение и како на крај ви велам, ве сакам.